Пред почетокот на Олимписките игри, градот на светлината на големо се подготвува за истите, но не оди се така како подмачкано. Имаат сериозни предизвици за кои што ќе дискутираме наредниве минути со колегата Тони Гланчевски, кој што го имаме на Skype. Посакувам добро утро, Тони. Добро утро, Кристина. Добро утро на гледачите на македонската телевизија. Пред малку колегата Мартин Николовски информираше дека Париз и неговите знаменитости се претворени во спортски терени. Тоа навидуме интересно и атрактивно за сите туристи и посетители на главниот град на Франција, но од друга страна главоболка за парижани и нивното движење низ метрополата. Парижани веќе напуштаа метрополата, барем тие кои што немаат билети веќе заминаја на други места во Франција или во светот, бидејќи Париз е навистина како забранета зона, посебно овие неколку денови пред отворањето на Олимписките игри. Делот околу Сена е просто невозможно да се влези без специјални акредитации и документи, а додека жителите, тие кои што работат во тој дел на Париз, имаат специјални QR кодови со кои што можат да се движат, но кај другите парижјани кои што треба да преминат од левиот на десниот брег или од десниот на левиот брег, како што се вели во Париз, се појавува и недоразбирање, па на почетокот имаше дури инциденти со силите на редот кои што ги спроведуваа забраните за поминување на Париз. Така да голем број на парижјани се одлучија да заминат, на големо незадоволство и на работодавачите. Многу вработени во администрациите не доаѓаат на работа, бидејќи навистина тешко да се пристапи до центарот на Париз и се разбира и околу околината на Париз. Можете да замислите колку се тоа 45.000 полицајци и жандарми плюс 10.000 припадници на силите на редот кои што се грижат како Париз да е на воена зона. Околу 150 км околу Париз не може да надлета ни дрон, ни авион, ништо без некоја специјална дозвола. Така да кај парижани се појавува желбата да заминат од Париз. Така како што е планирано, дука се и за вчерашниот штрајк на учесниците на свечената церемонија. Што се случуваше во Париз, Тони? Се случуваше тоа што бидејќи во Франција има различни статуси за вработените кои што се во културата, односно во спектаклот, живиот спектакл. Тие кои што се со договор на одредено време беа незадоволни бидејќи нивните надоместоци беа пониски од тие кои што се како времени работници во спектаклот, кои што се привилегирани во споредба со нив. И тие одбија да се појават на генерална пробата што беше направена, но мислам дека во меѓувреме се направија сите потребни работи за да може да се одвива спеченоста на како што бе предвидено, како што објасни и Мартин пред малку, бидејќи Сена ќе биде всушност клучот на отворањето на Олимписките игри. Тоа што представува друга главоболка за француската влада е тоа што веќе има еден штрајк во Лион, бидејќи Олимписките игри во Париз не се само во Париз. Пред малку рековме дека има скоро сите туристички знаменитости во Париз се претворени во спортски арени. Ги има вкупно 35, но тие поаѓаат од Париз преку Марсеј до Тахит. Така да во Лион, тие кои што ќе видат на стадионот во Лион, ќе се мора да се движат со автобус, бидејќи метрото и трамвајот се во штрајк, а најмногу се стравува дека нешто такво може да се случи и во Париз и најмал инцидент можат вработените во метрото да прекинат со работа. До пред 2 недели известуваше и дискутиравме за предвремените парламентарни избори и исходот од истите и сега се уште не сме на чисто што се случува по парламентарните избори, но она што го знаеме како информација е дека Макрон побара политичко примирје пред почетокот на Олимписките игри. Прашањето е ќе го добие ли истото? Побара олимписки мир за овие денови додека трае Олимпијадата, мислам дека тој мир нема да го има, барем на политички план, бидејќи вчера се случи првиот непријатен инцидент кога Макрон во интервјуто на телевизијата кога ги убедуваше французите дека и политичките партии дека треба да пронајдат консензус, да работат заедно како да се работи на европско ниво, како во Европскиот парламент. Новиот народен фронт кој што има освоено само 182 пратенички места, сепак е мнозински во Националното собрание, го истакна името на Луси Кастет, една релативно непозната личност во француската јавност, кој што се залага за заштита на јавниот сервис, односно на јавната администрација со сите услуги што ги дава. Како кандидатка за премиер, Макрон со еден потек одби и рече дека дури само после Олимписките игри некаде во средината на август ќе создаде влада, ќе предложи мандатор.
опоминувајќи го новиот Народен фронт по телевизија дека немаат мнозинство и мисли дека нема да имаат мнозинство. Така да Франција влегува во еден политички метеж кој што продолжува и колку време ќе потрае, тоа не знаеме. Безбедноста во меѓувремето не е ништо за што многу се дискутираше, планираше и организираше однапред. Најавите се дека за среќа се уште нема никакви безбедносни закани. Се надеваме дека ќе остане и така до крајот на Олимписките игри, но не се остава ништо на случајот. Од друга страна, па безбедноста во онлайн просторот е нешто исто така за што се дискутираше, бидејќи има најави за сериозен сајбер криминал и користење на Олимписките игри за нелегален профит. Се разбира дека безбедноста е главната тема што е овде во Франција, посебно за обезбедувањето, например, на израелската делегација, од кои што некои делегации како палестинската или иранската побараја да бидат исклучени од Олимписките игри. Во моментов, например, во Франција има 155 лица кои што се во домашен притвор и нивното движење е ограничено, бидејќи постојат ризици дека можат нешто да направат непредвидено за време на Олимписките игри. Беа направени околу 4360 проверки на лица за нивното однесување, дури 880 беа потенцирани како опасни. Во меѓувреме изутринава кога го подготвував ова јавување, дојде вест дека еден руски државјанин во Париз се уапсен, кој што обвинет за шпионажа и за дестабилизација за време на Олимписките игри. Не станува збор за терористички напад, туку некоја дестабилизација, најверојатно преку интернет мрежите, и него му се закануваат 30 години затворска казна. Значи, мерките се земени сериозно и се разбира многу се внимава на тој сајбер криминалот. Се е предвидено, но никој пат не се знае, бидејќи Олимписките игри во Токио беа жртви на сајбер напади и затоа можеби најголемата предпазливост во моментов овде во Париз и во цела Франција. Не ни се веруваше туни дека повторно ќе се актуализира темата со ковидот, но наголемо слушаме и регионално, но и глобално за нови случаи. Ќе ни потврдиш дали е точна информацијата? Вчера регионалните медиуми известува за тоа дека член од екипата од Австралија има ковид и е изолиран. Каква е здравствената состојба на тимовите во моментов и има ли некакви здравствени мерки на сила? Мислам дека тимовите веќе ги предвидуваат тие здравствени мерки, бидејќи треба да знаете дека Тур де Франс кој што заврши во неделата, исто така голем дел од велосипедистите беа заштитени и некои веќе има и ковид, некои ја напуштија Тур де Франс. Па јас пред неколку дена прележав ковид пред да дојдам во Македонија. Можеби не се сваќа сериозно, ковидот е се уште присутен, можеби интензитетот на инфекцијата не е толку силна како во првите напади што ги имаше епидемијата, но сепак за поранливите лица е сигурно дека е многу поопасен и затоа можеби повик за предпазливост на сите оние кои што се ранливи, плюс со летните горештини уште потешко да се поднесат високите температури кои што ги предизвикува и грозницата, ова непредвидлива болест која што реагира кај секој организам поинаку. И за крај, многу инвестираше Франција во овие Олимписки игри. Какви се математиките? Колку ќе заработите од нив? Јас сигурно дека нема да заработам, но сигурно тие кои што имаат хотели и другите ќе заработат можеби многу, иако малку со разочарување гледаја на овој месец јули кој што завршува, бидејќи туристите не го бойкотираа Париз, но беа многу помалку бројни од колку што беше очекувано. Сите инвестираа во изнајмување на станови. Може да замислите како половина Скопје да биде сите станови да бидат ставени на Airbnb за изнајмување за кој може да купи. На почетокот тие што ги ставија своите станови ги успеа да ги тросовен стан околу 50-60 квадратни метри да ги изнајмат за 800 евра за една ноќ. А другите сега мора да се задоволат за 200 евра за ноќ за еден стан, мал стан, но тоа е веќе 3 пати повеќе отколку во нормални услови за еден викенд или за една ноќ. Сепак има луѓе кои што ќе успеат да заработат од тоа. Ќе калкулираме и ќе анализираме. Благодарам, Тони, за информациите кои што ни беа неопходни пред стартот на Олимписките игри.